Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е новото издание на емисијата Студентски парламент, а денеска во него ви нудиме два разговора. На почеток, разговорот со професор доктор Александар Трајков од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а веднаш потоа и со Ивана Ангелковска, координатор во Американското катче во Битола. Зашто зборувавме? Ке слушнете по музичката пауза. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, ме сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Кади да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Почитувани слушатели, емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола го започнуваме со разговор со професор доктор Александар Трајков од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професоре Трајков, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Ви благодарам, поздрав до сите што слушаат програмата на UKLO FM. Вие сте, нели кажав, професор на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, но истовремено сте и раководител на Центарот за научна и истражувачка работа на овој факултет. Па еве, денешното ваше гостување во нашата радиопрограма е на некој начин поврзана
со вашето раководење на овој центар. Именно Центарот за научна и истражувачка работа на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, заедно со Факултетското студентско собрание на овој факултет, најави организирање на студентска конференција за економија и бизнис во услужните дејности. Нешто што треба да се случува во мај оваа година, па еве сметавме дека е добро уште од сега да ги информираме слушателите, пред се студентите, нели, за одржувањето на конференцијата и начините на кои што можат тие да учествуваат тука. Па да одиме со ред. Прва конференција од овој тип во организација на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Така, ви благодарам уште еднаш за поканата и можноста да ја промовирам студентската конференција за економија и бизнис во услужните дејности, што организирам Центарот за научна и истражувачка работа од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, се разбира во соработка со Факултетското студентско собрание. Повикот за оваа научна конференција веќе е објавен на веб страната на факултетот и веќе е споделен по социјалните мрежи и истиот е достапен до сите студенти. Се разбира, иако темата е, да речем така, општа, меѓутоа се местува пред се за поделот на обществените науки, каде што се изучуваат економијата и бизнисот пред се во услужните дејности, се разбира дека покрај студентите што студираат на департментите на Факултетот за туризам и гостителство од Охрид, може да учествуваат и студенти од сите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола и нормално повикот е отворен и за студентите од сите универзитети во Македонија и пошироко, особено ако се има во вид дека, така да речем, јазик на конференцијата ќе биде македонскиот јазик и англискиот јазик, значи постојат, така да речем, можности за сите што се заинтересирани на некој начин да учествуваат во тој процес на создавање студентски академски трудови, може да бидат дел и од ова конференција. Да, рековме прва конференција од ваков тип која што се организира на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Предходно студентите ваши, мислам од вашиот факултет, учествувале на конференции на други универзитети, на други факултети кои што ги организирале, меѓутоа еве најдобро е кога се прави нешто свое, би рекле. Така. Можам да кажам дека имаме доста голема студентска активност, особено во делот на креирање, создавање, така да речем, академски трудови во делот на истражувањето. Нашите студенти доста често учествувале на меѓународни конференции, речите редовно се учесници на конференциите што се организираат од страна на универзитетот, учествуваме со трудови или научни трудови, нашите студенти поточно учествуваат со научни трудови, нормално по менторство на професорите, и на конкурси за научно-истражувачки трудови кои што се објавуваат и на национално и на меѓународно ниво. Учествувале претходно и на меѓународни надпревари каде што се барале такви академски и научни истражувања, биле дел од меѓународни летни школи или други истражувачки кампови и домашни и меѓународни, и секаде со успех настапувале, така да речам, на сите тие такви настани. Меѓутоа, факултетот овој пат, иако имаме ние големо долгогодишно искуство, преку 30 годишно искуство во организирање научни конференции, меѓутоа тоа е веќе во делот на науката, каде што учествуваат меѓународни, така да речем, признати експерти, стручњаци и професори, и студентите имаат помала можност или помалку прилики да бидат дел од такви научни настани, па така сакавме да го возможиме еден настан кој ќе биде исклучиво наменет за нив и каде ќе може да влезат на некој начин во светот на науката и со своји работи, со своји трудови да придонесат кон она што значи нивна професија во иднина и кон она што значи нивна струка во иднина. Темата, општата таа, веќе споменавме, се однесува за услужниот сектор, кој е поприлично значаен денеска за националниот економски раст. Денеска знаеме дека во услужниот, во терцијалниот економски сектор се генерирани милиони вработувања, има значителен придонес во бруто домашниот производ, го поттикнува иновациите, ги поттикнува продуктивноста. Колку за илустрација, например, можеме да кажеме дека услугите се преку 70% од глобалниот бруто домашен производ и некаде околу 43% или повеќе, скоро половина од глобалната работна сила е токму во услугите, и сето тоа само го потврдува големото значење што го имаат за развој на националната и светската економија и се разбира
современите бизниси денес се користат и нови технологии, нови процеси за да подобрат таа ефикасност, да обезбедат услуги со примена на софистицирани знаења, за кои се потребни, ајде така да кажеме, високо квалификувани работници, па така на некој начин со овие вакци настани, со учество на вакци настани, студентите ќе бидат подготвени за полесно да се интегрираат на пазарот на труд, независно дали тоа ќе станува во реалниот сектор како професионалци од студиото што изучуваат или може понатака ќе се занимаваат и со наука. Насловот на конференцијата е Конференција за економија и бизнис во услужните дејности, меѓутоа кога веќе се работи конкретно за теми, еве да кажеме, тоа го имате наведено нели во повикот за учество на конференцијата, тука се практично сите студиски програми кои што нели се реализираат на Факултетот за туризам и ugostителство, од сите студиски групи можат да учествуваат студентите и да обработат тема токму од нивната студиска програма. Значи туризам и ugostителство, гастрономија, потоа хотелско-ресторански менеджмент, финанси, осигурување, менеджмент со ризик, царина и шпедиција, меѓународна трговија, секој од својата област да даде свој придонес или да направи свој истражување за одредена област, одредена тема што ќе ја одбере. Така, генерално, значи, иако станува збор така за воопштена конференција која што се однесува на економија и бизнис и услужните дејности, ние како настока дадовме неколку теми кои што кореспондираат во најголем дел со она што се изучува како смерови или како насоки на Факултетот за туризам и ugostителство во Охрид. Значи, тоа се смерови од, да речеме, од областа на туризмот и ugostителството и од областа на менеджмент и бизнисот, како што се туризам, ugostителство, хотелско-ресторански менеджмент, веќе ги спомнавте да не се повторувам, осигурувањето, финансите, таму царина, шпедиција. Иако тоа е дадено само како генерална насока, и останати теми кои што се блиски или кои што се однесуваат на услужниот сектор, се разбира, услугите чинат многу повеќе од она што се дадени како предложени теми за работа на конференција, да се добре дојдени и сите студенти кои што на било каков начин можат да дадат придонес во или имаат, да речам, претходно направени некакви истражувања кои сакаат да ги презентираат, може да го направат и да ги пријават истите, може да го направат на студентската конференција што ќе се одржува во Охрид. Не знам веќе дали споменавме, тоа ќе биде на 22 мај, тоа е близко до денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, тоа ќе биде еден вид недела на образование, недела на наука, која што ќе се обележува и на факултетот меѓу останатото и покрај тоа што се обележува и сите во сите високообразовни институции во Македонија, па така ние ќе дадеме еден скромен, но се надевам и значаен придонес во научната мисла, а ќе ги поттикнеме и студентите да размислуваат малку проникливо и продлабочено во духот на својата професија и да дадат придонес и научен придонес кон она што начини на струка. Рокот за пријавување на повикот кој што е објавен за учество на оваа конференција е 15 мај 2023 година. Значи има навистина доволно време, би рекле, да се подготват трудовите, нешто сами, можеби некои ќе работат заедно неколку студенти, можеби како група на одредена тема, но како што кажавте и самите, под менторство на своите професори, што значи дека навистина ќе се работи за трудови кои се издржани и кои што можат, можеби понатаму и лесно да најдат место објавување во некое научно списание. Така, значи трудовите ќе се поднесуваат до 15 мај, како што веќе споменавте. Има доволно време за да се поднесат добри квалитетни трудови. Има и студенти кои што веќе имаат, да речем, на некој начин изработено трудови по како семинарски работи по некои од предметите што можеби ги слушале, или ги имаат и работено како дипломски работи по некои предмети кои што ги слушале, и верувам дека под менторство на професорите сигурно се занимавале и со покрај што значи знаење по одреден предмет, се занимавале и со истражувања по одредена проблематика, и се разбира, тие нивни трудови ќе може да ги презентираат на ова научна конференција, која секако треба и за која се поставени одредени цели кои треба да се исполнат. Например, како цели на студентската конференција се тоа што треба студентите да бидат поттикнати да спроведат истражувања за да имаат
подлабоки разбирања, ето во конкретен случај за услужниот сектор, за предизвиците, за можностите за да се истакнат можностите за да се креира еден така да речем форум за презентација на меѓусебните идеи и сето тоа е во насока на делот на подобрување на нивните капацитети за истражување и за нови знаења. Друга цел, например, ќе биде вмрежувањето. Студентите ќе имаат можност да се запознаат едни со други и да комуницираат на ниво, ајде така да речем, на колеги истражувачи, ќе бидат поврзани со професионалци од струката и нормално ќе имаат прилика да работат со професори истражувачи од областа или од секторот, а со тоа ќе можат да ги видат или да ги согледат и потенцијалните можности за понатамошна кариера. Покрај другото, како следисте и подобрување на вештините на презентација, се разбира студентите ќе имаат можност да ги презентираат трудовите пред публика, да одговарат на прашања, да комуницираат со публиката и на тој начин ќе ги развиват нивните презентацијски вештини и се разбира, она што на крај ќе го добијат како резултат од истражувањето треба да биде на некој начин поттикнување кон иновации, односно да се развијат иновативни идеи и решенија за услужниот сектор, што секако треба на крајот и да даде нови производи, нови услуги или нови деловни модели кои што ќе се применуваат во практиката и кои што на некој начин ќе им помогнат на студентите да добијат, ајде така да речем, додадена вредност од она така наречено формално образование и да бидат уште повеќе конкурентни кога ќе настапат на пазарот на труд. Професоре Трајков, кажете ми, како е планирано? Значи, ќе биде тоа само учество на конференцијата, презентирање на трудовите или ќе има и некоја комисија која што ќе ги разгледува трудовите, ќе ги вреднува? Така, студентите веќе ќе работат со професори и пред почетокот на конференцијата и вообичаено кога ќе поднесат труд, истиот да биде под менторство на некој професор, и на некој начин ќе биде направена и рецензија врз самиот труд и ќе бидеме сигурни дека станува збор за добар и квалитетен труд кој што ќе може да се презентира на конференцијата. Планирано е на почетокот да има пленарно предавање, веројатно ќе има поканети лица од праксата, можно и некој од лица од науката да дадат некој пленарно излагање предавање, потоа во сесии студентите ќе ги излагаат сопствените трудови. Можно е во текот на конференцијата да се организираат и малите кажеви маси и работилници во зависност од учесниците кои што ќе бидат. Што е за студентите може би во овој момент покрај титани изобщо кои што ќе ги добијат, ја веќе ги споменавме од учество на конференцијата, е тоа што трудовите ќе бидат објавени во академско списание или во академски зборник на трудови од конференцијата, секој ќе биде регистриран со тој број со своја дигитална адреса и така ќе имаат добра референца понатака доколку се занимава со наука, ќе имаат добра референца и кај работодавачите ќе има што да понудат кога ќе аплицираат, така да речам, за работа или работно место. Рековме крајниот рок за аплицирање 15 мај 2023, каде треба да се достават трудовите? Трудовите се доставуваат на конференциската адреса conference.uklo.edu.mk. Таа истата објавена на самиот повик, објавена и на веб страната на факултетот. Што ми прата трудовите ќе добијат порака од нашите администратори и ќе добијат и покрај поканата ќе добијат понатака програма, па пака ќе знаат кога, каде и на кој начин ќе ги презентираат трудовите. Се разбира, по самиот повик е даден темплейт како треба да изгледа трудот, академскиот труд, со кој што истите треба да аплицираат на конференцијата. Не е ништо комплицирано, студентите само треба да се водат по моделот кој што е даден во Word документот и се надеваме дека и тоа ние знаат и сознање кои што ќе ги имаат со успех понатака и ќе ги презентираат. Во ред, професор Зрајков, ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот, ќе проговориме на некоја друга тема. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Ко за инат, пред мене ке се појави за инат, само да те видам, а мислев имаш
Некој други ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, оди, оди, оди си. Твојот поглед тивко пак ме убива, твојот поглед се ми кажува, а мислев имаш некој други, ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола. Ве подсетувам ја следите емисијата Студентски парламент. Денеска заедно со нас на телефонска линија професор доктор Александар Трајков од Факултетот за туризам и ugostiteljство во Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а професорот Трајков воедно и раководител на Центарот за научна истражувачка работа на овој факултет. Професоре, претходно говоревме за објавениот повик за учество на студентската конференција за економија и бизнис во услужните дејности. Нешто што допрва ќе се случува на Факултетот за туризам и ugostiteljство во Охрид, еве кажавме, ќе биде на 22 мај 2023. Крајниот рок за доставување на пријавите 15 мај 2023. Сите потребни информации околу учеството, организацијата може да ги најдат во повикот кој што е објавен на веб страната на Факултетот за туризам и ugostiteljство, а секако и да ве побараат лично, можеби доколку имат потреба на Факултетот за туризам. Јас сега би сакала малку повеќе за оно што значи Центар за научна истражувачка работа на Факултетот за туризам и ugostiteljство во Охрид, каде што вие сте нели раководител. Овој сегмент е само дел од вашата работа, организирање на вакви научни истражувачки среди. Така, Центар за научна истражувачка работа на факултетот има повеќе активности и реализира повеќе активности во текот на годината. Во основите на работата на самиот центар, покрај научната дејност и издавачката дејност, сите оние, да речеме, учебни помагала, средства кои што се користат во наставата, во високото образование, во предметните програми кои што ги има на Факултетот за туризам и ugostiteljство, сите одат и се издаваат во Центарот за научна истражувачка работа. Центарот исто така одговорен и за меѓународната соработка, преку него се одбиваат сите меѓународни проекти и најголемиот дел меѓународните проекти на Факултетот за туризам и ugostiteljство во Охрид се организираат научни, наставни, конференции, работилници, прекалени маси, слични летни школи, истражувачки кампови и слични настани. Меѓу
другите, рековме дека како една од основните активности организирањето на научната конференција за услужни дејности, кога сме препознатливи во регионот, во Европа и пошироко. Тоа е конференцијата, меѓународната конференција за услужен сектор INSCOSES, која се организира на секои 2 години. Наредната конференција ќе биде 2024, повеќе за таа конференција ќе се објави во 2023 година. Организираме вакви настани како оваа конференција за нашите студенти. Се организира летната школа и летниот Балкански универзитет веќе 5 години наназад се организираше во соработка со францускиот центар СИФ во делот на одржлив развој, економија, туризам и екологија, и се разбира соработката со останатите факултети и универзитети, оди преку Центарот за научно-истражувачка работа. Како новина е вклученоста на Факултетот за туризам и гостителство токму преку Центарот за истражувачка работа во организација на ЕРАС конференцијата што организира Меѓународната асоциација на економисти на Балканот УДЕКОМ, кое што објавува списание кое што е индексирано во Web of Science, и се разбира тука имам уште неколку иницијативи за меѓународни настани, слични меѓународни научни настави. Сега моментално работиме на иницијатива за таков научен настан кој што ќе го организираме со Универзитетот во Валона и Факултетот за туризам во Врнешка бања, па се надевам дека и тој проект забрзо ќе го завршиме. Како и да е, за сите такви активности ќе бидеме во тек во моментот кој ќе се случуваат, па се надевам ќе имаме повторно прилика да ги информираме и слушателите на Универзитетското радио. Во секој случај, тука сме да ги пренесеме сите информации кои што се интересни за јавноста. Но еве да кажеме, набројавте доста работи кои што се одвиваат преку Центарот за научна истражувачка работа. Да кажеме дека во овој последен период веќе ги засилувате и оние активности традиционални, може би рекле, промоција на факултетот меѓу учениците од средните училишта. Кампањата веќе за уписи започнува. Така, веќе, да, кампањата веќе одамна започнува. Се разбира, она што постојат факултетите е токму и студентите кои што се главен ресурс и за и за нас понатака во, така да речам, како човечки ресурс во оној делот во науката, и тие треба и во иднина да бидат двигатели, носители на научната мисла, па затоа уште додека студираат се подготвуваат за тој процес. Меѓутоа, нормално, за да можеме да ги подготвуваме, најпрво треба да бидеме атрактивни и да понудиме она што се работи тука на факултетот на сите оние наши потенцијални студенти, а тоа се учениците од средните училишта во Македонија. Се разбира, кампањата на промоција веќе е започната. Покрај на ајде сега, не знам како да речам, денеска конвенционална промоција веќе на онлайн платформите и на онлайн мрежите, порано конвенционално представување веќе сосема поинако, или ајде тоа нека е модерното. Ние почнавме на посно време за представување на факултетот преку социјални мрежи и преку други електронски платформи, меѓутоа и одиме и веќе ги презентираме во лице, така да речам, на место и он спот, како што модерно е, така се нарекува денеска, во директна комуникација со потенцијалните наши студенти или учениците од средните училишта. Веќе се направени неколку такви презентации во средните училишта во регионот. Нашиот таргет, така да речам, во нашата земја генерално се однесува на југозападниот регион, тоа се учениците од оние општи средни училишта, и се разбира од оние специализирани средни училишта кои што изучуваат програми од туризмот, од шпедицијата, од економијата, ги исто така вршиме и на национално ниво промоција во тие такви училишта. Сега она што е интересно за факултетот, што покрај студентските програми кои што ги имаме на македонски јазик, имаме и 2 студентски програми на англиски јазик. Тоа се програмите за туризам и програмата за царина и шпедиција, па така пазарот, така да речем, пазарот на нашиот факултет не е ограничен исклучиво на студенти од Македонија, туку може без проблем да аплицираат и студенти од нашето окружување, па и пошироко сите оние кои што сакаат да студираат на англиски јазик. Дури и нашите студенти од тука, доколку сакаат да студираат на англиски јазик, има возможна
И таа работа и она што е интересно е тоа што и дипломите кои што им се дават да бидат на англискијазик, така ќе бидат уште попрепознатливи и на меѓународниот пазар, така да речем. Студиските програми кои што се нудат на факултетот за туризам и гостителство во Охрид им се добро познати на младите, меѓутоа не е на одмет да ги кажеме уште еднаш, еве и во оваа прилика и преку брановите на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола. Така, она што генерално се студира на факултетот за туризам и гостителство се програми од областа на туризмот и гостителството и програми од областа на менеджмент и бизнис. Од програмите од областа за прв циклус на студии во областа на туризам и гостителство се студиската програма по туризам, програмата хотелско-ресторански менеджмент и програмата гастрономија, која што во последно време е доста растечка и атрактивна кај новите студенти, и имаме оние, така да речем, поавангардни програми, како што се во делот на менеджмент и бизнис, како што е програмата за царина и шпедиција, програмата за осигурување и менеджмент со ризик и програмата менеджмент во услужен сектор, каде што имаме 4 модули каде што студентите може да добиваат звања и дипломи. Тоа се финансиско работење, логистички менеджмент, промотивен менеджмент и менеджмент во култура. Што значи имаме доста, ајде така да речем, широка понуда на програми, со оглед на тоа што и капацитетот на самиот факултет и професорите кои што работат е доста голем, еден од поголемите, така да речем, факултети на нашиот универзитет, и можеме да им понудиме доста разновидни квалификации на нашите студенти. Додека сме кај програмите, да споменам дека имаме програми од втор циклус, од магистерските студии, програми од трет циклус, од докторските студии, па сите оние кои што завршиле прв циклус на образование имаат веќе стегнати 240 кредити, може да се запишат на нашиот факултет на магистерските студии или мастер студиите по туризам, осигурување, менеджмент со ризик и царина и шпедиција, и имаме две докторски студии или две докторски програми. Едната е за туризам и гостителство програмата и едната е за менеджмент во услужен сектор, која има модул царина и шпедиција и модул осигурување. Сакав да кажам дека конкурсот за запишување на студенти во новата академска година се уште не излезен, го има некаде дури кон крајот на мај, почетокот на месец јуни, но добро е што ваквите активности, да речем промотивни, веќе се започнати, меѓутоа ќе се сложите со мене и организирањето на студентска конференција и исто така дел од кампањата. Затоа што младите денеска не сакаат само формално образование, да речем, туку доста се заинтересирани за она што значи активности надвор од школските клупи, посети на разни места, нели, след како врзано со работата на факултетот. А вие и самиот спомнавте, еве, во оваа прилика, студиската програма гастрономија, велите, се повеќе зема замав, се повеќе ја барат, меѓутоа да се каже дека ете студентите од таа студиска група многу често слушаме за нив дека одат на надпревари, на школи, надвор од државата, нешто што сепак им го привлекува вниманието и од таа друга страна. Апсолутно, констатацијата ви е сосема точна. Она што се прави како, ајде така да речам, во наставни активности на факултетот за туризам и гостителство, се вклучување или интегрирање на студентите во голем број такви проекти кои што се однесуваат на нивно подобрување или подобрување на нивните вештини за понатамошна интеграција на пазарот на труд, значи подобрување на нивните вештини како професионалци, меѓутоа подобрување на нивните знаења и квалификации и во доменот на истражувањето и науката. Се прават работилници кои што ги подготвуваат студентите полесно да се прават со сите оние предизвици кои што ги носи современо, така да речем, живење, да бидат по тек, условно речено, со она што го нуди или сите можности што ни нуди денешното живење, особено во делот на примената на оние нови, модерни, софистицирани знаења, за кои рековме дека се потребни високо квалификувани работници, па така преку тие и во наставни активности ние се трудиме да одржиме кондицијата кај нашите студенти да бидат поконкурентни, така и ние да бидеме препознатливи како факултети и универзитети кај работодавците, се разбира и кај идните потенцијални студенти.
Еден од начините нормално е се тие работилници кои што претходат на вакви поголеми настани, пошто за ова ние конференција која што организираме, ќе организираме неколку работилници со студентите за подготовка на тие истражувања и проектите кои што ќе ги работат. Потоа покрај тие активности нашите студенти учествуваат и на меѓународни, кажавме веќе истражувачки кампови на превари и летни школи каде што се успехне представуваат. Ето го споменавте департаментот за гастрономија, можеме да пофалиме дека нашите студенти пред неколку месеци на светското првенство, тоа е неформално светско првенство во Истанбул во конкуренција на огромен број на земји и готвачи, го освоија Гран Прито или практично беа, така да речем, светски шампиони во делот на гастрономијата. Тоа се разбира бара голема посвета вложување, не само на студентите кои што работат на таквите проекти, туку и на професорите кои што работат со тие студенти. И таа работа на крајот секогаш вложува со плод и резултатите се доста видливи за сите кои што не следат и по социјални мрежи, кои што следат и веб страната на факултетот, можат и директно да сведочат за успесите кои што, ајде така, ни ги даваат нашите студенти и со гордост можеме да кажеме дека истите кај нас студираат и на некој начин допринесуваат да бидеме повидливи, попрепознатливи на пазарот на високото образование. Добро, како велат, добриот глас далеку се слуша, добриот глас од студентите, нивниот успех секаде допира, а се надевам дека ќе допре и до оние помлади нивни колеги, еве да речеме средношколци, кои ќе знаат да го одберат вистинското место за да го продолжат своето високо образование. Професоре Трајков, ќе треба да го привршуваме разговорот. Јас ќе се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Денешниот разговор телефонски го реализиравме, меѓутоа се надевам дека ќе имаме прилика да не бидете гостини директно во студиото на UKLO FM Битола, а може би во посета од редакцијата на UKLO FM кај вас на факултетот, па да видиме и на лице место што таму се случува. Да. Уште еднаш само ќе потсетам на крај за студентската конференција за економија и бизнис во услужните дејности, која што вие организирате. Ќе ги споменам само роковите. Значи, последниот рок до кој што можат да се пријават заинтересираните 15 мај 2023. Конференцијата ќе биде на 22 мај годинава во Охрид, во просториите на Факултетот за туризам и угостителство. Повелете, пишувајте и да си ги одмерите силите меѓу себе или едноставно да покажете што се вие, драги наши студенти, работите и можете да створите на ова поле. Така, јас уште еднаш да ви се заблагодарам. Благодарам за UKLO FM кој што секогаш ја следи работата на нашиот факултет. Сакам да ме пофалам, бидејќи сте едни од најголемите промотори на нашата работа и нашите активности. Нормално, поканата да бидете наши гости во Охрид и да сниме или да реализираме може би некоја интересна, може би некоја тематска емисија на факултетот во Охрид е секогаш отворена. И уште еднашка голем поздрав до сите што не слушаат и само би сакал да ги мотивирам уште еднашка, да ги стимулирам да се пријават на вакви активности и настани, затоа што придобивките од учество на еден таков настан се големи за сите, не само за тие што учествуваат, туку за сите што ќе бидат дел од таквиот настан и се разбирам отворена покана не само до студентите на UKLO и до студентите на останатите универзитети и факултети во земјава, па и пошироко. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам, поздрав. Хеј, се што имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. Хеј, и во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми недостигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава. Божја креација, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена.
единствена. Кой те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава? Ей, кажи ми да знам, не си ти за еден викенд, ти си за намерен месец, знаеш ли? За мене ти си родена, камо тебе да те имам, камо тебе, моя најмила. Камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила. Камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Камо тебе. Ова е студентски парламент на Укло FM 90,8 МГц. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола во соработка со Американското катче во Битола во изминатиот период го реализираше проектот Skill Lab, серија работилници на кои студентите совладува одредени меки вештини. Ете, токму тие работилници се повод за разговор со Ивана Ангелковска, координатор во Американското катче во Битола. На почеток, добар ден, ви благодарам што прифативте поканата да бидете гостин во програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола. Инаку разговорот го снимаме токму во Американското катче, па и атмосферата може би ќе не понесе во разговорот. Како и да е, ова е практично продолжување на една долга традиционална соработка, да речам, со Универзитетот Свети Климент Охридски. Добар ден, ви благодарам на поканата и добро дојдовте во Американското катче во Битола. Да, нашата соработка е од самиот почеток на Американското катче во Битола, на првото Американско катче во нашата земја. Оваа година ќе имаме чест да го прославиме нашиот 20-ти роден ден. Соработката секогаш ни е добра, навистина сме секогаш и многу топло пречекани од Укло, но и секогаш ние стоиме тука за да помогнеме на било каков начин за потребите на студентите. Токму тоа ќе кажував, значи вашата активност тука на Американското катче, освен промоција, нели, на одредени програми, често среќаваме по социјалните медиуми покани, нели, за разни вечери што ги организирате, дебати и слично. Ова е место каде што доаѓаат основци, средношколци, студенти. Токму со тие студентите, некако и преку универзитетот се започнуваат овие работилници. Решивте тоа да бидат работилници Skill Lab, значи работилници за совладување на меки вештини. Некому може би изгледа како постојано да се зборува за тие меки вештини, работилници од оваа страна, работилници од она, меѓутоа никогаш не е на одмет да се повторуваат, бидејќи на тој начин се ангажират и поголем број млади луѓе кои што треба да ги совладат. Точно така. Ова е едно продолжување на една претходна соработка заедно со Кредо центарот. Овие работилници ги почнавме уште во 2018, меѓутоа со текот на пандемијата престанаа тие обуки и ги реформулиравме под името Skill Lab и еден нов осврт им дадовме на тие вештини, така што почнуваме повторно, односно почнавме повторно со веќе една етапа од 5 работилници, нормално со цел да им помогнат на студентите во нивниот понатамошен развој, во нивните идни кариери.
И самиот концепт на работилниците е видоизменет со текот на развојот и на времето. Предходно се фокусиравме само на креирање на успешно CV, на како да се однесуваат и како да се спроведе едно интервју за работа. А сега даваме и осврт и на креирање на успешен LinkedIn профил и како студентите да бараат работа надвор од оние стегите на аплицирање во не само во сопствената земја, туку и на фриленс системот за работа. Темите веројатно ги бирате и по барање на студентите, нели? Гледате што е она што може би ги интересира, во која област им недостасуваат информации или знања како треба да се снаоѓа. Точно така, да, ги почитуваме и нивните барања, меѓутоа сакаме и да вметнеме некој нов концепт, односно она што го гледаме дека е интересно и активно во американскиот систем, па да го донесеме и тука за нашите студенти. Она што беше интересно, читајќи го повикот, да речеме, за учество на овие работилници, беше дека ова е одлична можност да се зборува и да се практикува англискиот јазик и на тој начин да се подобрува. Точно така. Нашите обуки се и на македонски и на англиски јазик. Ги работиме паралелно двата јазици, бидејќи сметаме дека англискиот јазик е навистина потребен во денешно време, кога се разговара за дали за професионални профили на одредени платформи, но и за успешно работење. Бидејќи поголемиот дел од дали обуки што следиме или материјали кои ги користиме за да се надградиме себе си, се сепак се уште на англиски јазик. Учесниците во овие работилници, 5 беа набројнели, добија и сертификати за успешно следење на работилниците кои што вие им ги понудивме, нешто што сигурно ќе влезе и во нивните CV-а. Да, сертификатот покрај за успешно следење на работилниците го доделувавме и за успешно учество на мокап или на симулација на едно интервју за работа, каде што студентите ги ставивме во ситуација како би изгледале кога тие навистина би аплицирале за некоја работа, со тоа што треба да достават целосно изготвено CV, да се подготват за разговор за интервју, но и да смислат сценарио за нивната работа од соништата, да наречеме, или работа која што тие би сакале да ја имат. И навистина добро помина и студентите беа навистина задоволни од тоа како себе си се ставија на тест во ситуации каде што навистина треба да размислуваат за својата иднина. Рековте дека ова беше пакет еден skill up наречен, на кој што беа поканети студентите да учествуваат, што веројатно ќе продолжи и понатаму, можеби по друго име, како друг пакет, но? Не, ќе се продолжи и понатаму во текот на месец мај, исто под името Skill Up, продолжуваме со истото име, меѓутоа официјалниот повик кога пријавувањето ќе биде отворено ќе биде објавено на страната на УКЛО и на веб страната на American Corners North Macedonia. И сега, веќе кажавме на почеток дека Американското катче од Битола има традиционална, ви рекле, соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Соработката продолжува и понатаму, што освен ваквиот вид на соработки, организирање на обуки работилници можеме да очекуваме во наредниот период. Покрај Skill Up планираме и да направиме работилница и за медиумска писменост. Овие работилници за медиумска писменост веќе ги правиме со различни возрасти, меѓутоа мислиме дека е клучно и за студентите да бидат повеќе подкрепени со веродостојни информации за како да проценуваат кои се лажни вести или кои се правилни вести постојат на медиумите. И понатаму ќе видиме која ќе биде потребата на студентите, но и на професорите да продолжиме со нашата соработка. Добро, за крај уште ќе искористам оваа прилика да прашам како американско катче тука во Битола, нели кажавме веќе дека сте посетени од различни генерации, различни возрасти, деца, средношколци, студенти, но и повозрастни граѓани, што е она што во наредниот период ним ќе им го понудите настрана од ова студентска популација? Американското катче, да напоменам дека е отворено за сите. Работиме на база на членство, каде што секој индивидуалец може да се зачлени, да се здобие со членска картичка, за која што ќе користи да изнајмува книги, списанија и различни други материјали за секоја потреба. Ние работиме
како ресурсен центар, меѓутоа и како центар за користење на англискиот јазик, за соработки разни, дали со училишта или со невладин сектор. Американското качи има активна програма секој месец од најразличен вид. Април сега го празнуваме како месец на джезот, месец на подкревање на свеста за аутизмот. Така да најдобро би било да ги следите нашите социјални мрежи или нашата веб страна и да бидете информирани за сите активности што следат и моментално се активни. Во секој случај да ги поканиме директно да дојдат во Американското каче, се наоѓа во просторите на Националната установа Центар за култура во Битола, во центарот на градот не може да се промаши. На самиот корнер се наоѓа и Американскиот корнер во Битола. Повелете, вратите се отворени секој работен ден од 10 до 18 часот и слободно следете на социјалните мрежи. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Сакав да те сватам, си имал тешки денови, но не мислиш ли дека себишно е јас да плаќам? За тебе дадов се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. Не веруваш на очите што вистина ќе кажат. За тебе дадов се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Фрли поглед преку рамо ако одиш,
Сакам да ти бидам патот кој те води. Како сули си згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме по себе. Ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Yeah. Yeah. Укло ФМ Битола. Април 2023 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло ФМ Битола.